Нема кривична пријава од јавното обвинителство до првиот човек на Кочани за извештајот на ревизорите. Ова е одговорот на кочанскиот градоначалник Радко Димитровски на директно упатено советничко прашање кое гласи дали против градоначалникот или општината има поднесено кривична пријава. До сега нема поднесено кривична пријава. Значи јас и како личност и до мене на моја адреса, ниту на општина Кочани нема дојдено воопшто никаква информација за поднесена кривична пријава. Ревизијата е вршена за 2014 година и се најдени некои недостатоци, недостатоци кои што се прикажани многу транспарентно на 60 страни извештајот од државната ревизија и се дадени некои забелешки таму кои што ги има и по тие забелешки треба да се произнесат органите кои што се задолжени за тоа. Прашањето на дел од кочанските советници доаѓа откако во јавноста излезе информацијата дека основното јавно обвинителство повело постапка за 7 извештаи што до нив ги доставил Државниот завод за ревизија, а од кој еден се однесува на општина Кочани. Според извештајот на ревизорите во случајот на Кочани, спорни се финансиските извештаи кои се одговорност на градоначалникот, а кои не ја прикажувале вистинито и објективно финансиската состојба во општина Кочани за 2014 година. Констатирано е дека привремените вработувања во општината укажуваат на намалена транспарентност и субјективност при изборот на лицата. Освен за општина Кочани, државниот ревизор констатирал незаконитости и во Министерството за економија, образование, како и во јавното претпријатие Македонија Пат.